Ако ќе слушнеш дека 5 милиарди фунти Британија, така го невоја, ќе и даде на Македонија, прво се прашуваш зашто би го направила тоа Британија? Ја предпоставувам дека прво тоа би било предмет на широка, сериозна дебата во Велика Британија. Сада некој оправда таму, Велика Британија е богата држава, но 5 милиарди се 5 милиарди. Значи никој не подарува пари, нема тука дилема. Тоа мислам дека ни нашиве не го кажа. Сепак Британија може да има интерес, да се разбереме, не викам дека не може да има, ама интересот не е дека ќе подарува на Македонија нешто или пак ќе дава концесионален заем. Интересот на Британија може да биде тоа некое ново стратешко ширење во оваа пост-Брекзит фаза, за да си ги зачуваат нивните интереси, пошто веќе не се ЕУ, а сепак сака да бидат сила. Другиот мотив може да биде дека тие сака да инвестираат, нивни компании да инвестираат тука во Македонија и на пример железницата, да видиме што ќе излезе од тоа. Можно е тоа да биде некое јавно-приватно партнерство, да има британската влада собственост или британски фирми да имаат голема собственост во тоа, така да го направат тоа. Излегува дека Британија се согласува да инвестира во железницата, ама тоа не е инвестиција, тоа е кредит кој ние го земаме и ги плаќаме британските компании да направат железницата. Со други зборови, тоа е развоен проект на Кија Стармер за британската економија, тоа не е развоен проект за македонската економија. Она што пишуваат британските медиуми. Times, еден од главните британски медиуми, беше единствениот што напиша нешто околу тоа, околу стратешкото партнерство, ма тие нигде не спомнуваат милиарди, ниту 5, ниту 1 милиарда. Единственото што го спомнуваат е она што се прошири во Македонија за тие кампови за бегалци.